Рочиштата поврзани со предметот подкуп против мене, каде што сум осомничен, продолжи и денеска. Почнавме со слушање на разговорите од ПИМ мерките, кои што се поврзани со предметот. Продолжуваме во понеделник. Најавено е дека во понеделник ќе трае тоа додека не се завршат сите разговори, не се прислушат, па понатаму ќе продолжи останатата доказна постапка. Каква е вашата првична оценка од она што го слушнавте? Како ги коментирате овие снимки? Значи не мора за содржината, него има ли докази некако? Не, апсолутно нема никакви докази. Тоа се редовни комуникации на тогашен градоначалник и со осомниченото лице и со сите други лица, како што се директорите на институциите, граѓани кои се јавуваат на тогашниот градоначалник Заев и слично. Продолжуваме во тој дел. Апсолутно ниту обвинителството алудираше на разговорите, алудираше на сведокот. Со сведокот бевте сведоци и со вашето присуство, а преку вас и јавноста. Така да јас очекувам да привршува овој предмет и секако судската пресуда конечно ќе ја почитуваме каква и да биде. Колку време сте следен, господине Заев, со ПИМ мерки? То знавте ли точно? Со ПИМ мерки, зборам со одобрение на судот. Јас знам дека вкупно со ПИМ мерки е нешто повеќе од 2 години. А знам истовремено, дека истовремено можат согласно закон, ако се работи дури и за тероризам или за грозување на уставниот дел на државата, стабилноста, суверенитетот, да биде најмногу до година и 3 месеци. Но секако тоа оставам на правосудните инстанции да одлучуваат во делот на следењето. Јас немам ништо што ме плаши во делот на разговорите и апсолутно немам никаква дилема, нека се изслушат сите разговори. Важно ми е правно-формалната постапка да биде следена пред се од моите адвокати, за да може секако да ги добијам сите загарантирани права согласно устав и со закон, а органите како што јавното обвинителство и судот да си ги носат одлуките исто така согласно закон. Тоа ми е мене важно. Иначе тоа што го знам, оти ги немам и броено сите разговори кои што беа во посет на СДСМ, знам дека се работи за разговори преку 10.000. Дел се со ПИМ мерки, дел се без ПИМ мерки, така да еден дел од таа работа за точниот број може да дадат веројатно одговор од специјалното јавно обвинителство.